Во новата програма има многу проекти. Јас не можам сите да ги кажам, ќе кажам неколку. Еден од нив е автопатот Скопје Свети Николе Штип, кој веќе почна да се гради и кој за 3 години ќе биде целосно завршен. Втор значаен проект е експресен пат од Штип до Кочани. Полека се движиме и кон Берово. Дај Боже да се реализираат овие работи, па во иднина ќе се потрудиме уште понатаму да продолжуваме. Тоа значително ќе го олесни движењето на многу луѓе од овие краишта кон главниот град. Ќе го направи и побезбедно, и посигурно, и побрзо. Во новата програма ветуваме дека ќе работиме на отварање на нови 64.000 работни места. Некој ќе рече, дали ви веруваат? Знам дека ни веруваат, затоа што во тешко време на економски кризи за само 7,5 години отворивме 120.000 нови работни места. Зошто сега кога кризата го губи здивот? За само 4 години да не отвориме 64.000 работни места. Јас мислам и повеќе ќе успееме. Меѓутоа, 64.000 е една безбедна бројка, бидејќи не сакаме по 4 години случајно да не се случи нешто, да не стигнеме до посакуваната бројка, па да се засрамиме. Не, одиме со точно пресметани работи, сигурни, безбедни и веруваме цврсто дека најмалку 64.000 нови работни места ќе се отворат во Македонија, а со тоа невработеноста ќе се намали од сегашните околу 28 на околу 22%. Во Источна Македонија ќе се отворат најмалку 9 рудници. Тоа го знаеме, затоа што веќе ги продадовме концесиите за овие рудници на новите собственици на концесии и тие најавија дека веќе подготвуваат се што е потребно за година-две од сега да почне отварањето, градбата и отварањето на овие рудници. Тоа ќе значи многу нови работни места во различни предели на Источна Македонија. Понатаму, за самовработување на млади лица до 29 години предвидуваме кредити до 7.000 евра за тој што ќе отвори фирмата, а е до 29 години, со каматна стапка од само 1%, само 1% каматна стапка, грейс период 18 месеци, значи во тој период не треба да го враќа кредитот, и потоа 66 месеци за враќање на кредитот во 66 месечни рати. Дополнително, доколку некој започне собствен бизнис и земе ваков кредит, преку оваа програма, за следните 4 вработени што ќе ги земе, ако се и тие до 29 години, за секој од нив добива дополнителни 4.000 евра од човек, вкупно 23.000 евра, со само 1% камата на годишно ниво, 18 месеци грейс период и 66 месеци рок на враќање. Така работи ВМРО ДПМН. И тоа не е единствениот проект за младите. Имаме и многу други проекти за младите. Еден од нив е тоа што овозможуваме, законот веќе го донесовме пред месец-два, да секој работодавач, кога сака да вработи млад човек до 29 години, да тој биде ослободен во првите 12 месеци од плаќање на придонеси и персонален данок на доход, со врска да го задржи најмалку уште 12 месеци, и со тоа да се овозможат повеќе отворање работни места за млади. На овој начин, работодавацот се ослободува од 37% од бруто платата што ја добива, а младите добиваат работа, добиваат плата, добиваат искуство, влегуваат во еден реален свет на работење, на заработка, на искуство стекнување како во еден работен однос. Тоа е оној поттик што го даваме за што побрзо, што повеќе млади да се вработат. Како резултат на оваа мерка, само во првите 2 недели откако се донесе законот, работодавачите поднесоа 700 барања за вработување на млади за само 2 недели. Верувам дека оваа можност ќе добие на динамика уште повеќе во наредниот период со вработување на млади до 29 години. Ветуваме, како што спомнав, продолжување со субвенциите на земјоделците. Ако дадовме 550 милиони евра за 7,5 години, сега за 4 години ќе дадеме 600 милиони евра. Тоа се по 150 милиони годишно, директна подршка на македонското земјоделие и македонскиот земјоделец. Предвидуваме развојни проекти од земјоделската дејност, кои ќе се реализираат од страна на земјоделци помлади од 40 години,
да бидат дополнително поддржани преку програмите за поддршка во однос на останатите категории и корисници со дополнителни 5% кофинансирање и зголемување на субвенции. Предвидуваме поддршка за започнување на земјоделски бизнис со кофинансирање во висина до 90% од трошоците, а предвидуваме и кофинансирање на трошоците до 70% за реструктурирање на земјоделските стопанства. Мерката се однесува на лица до 50 годишна возраст. Во насока на вработување на младите се предвидени уште многу чекори, но она што го ветуваме е дека во слободните економски зони, а една од тие треба наскоро да почне да се гради и во овој реон Берово-Пехчево, зборам наскоро во наредните 2-3 месеци, ќе започне во овие технолошко-индустријски развојни зони, ќе се вработат во наредните 4 години најмалку 10.000 луѓе и ќе донесеме најмалку 30 нови фабрики. Па вие видовте, само во последните 3 недели се пријавија 5 или 6 нови фабрики кои што објавија дека донеле одлука и дека ќе инвестираат во Македонија и најголемиот дел од нив уште оваа година ќе почнат да вработуваат. Тоа е нашиот главен фокус на внимание. Во меѓувреме, од минатата година до сега, за слободната економска зона тука Берово-Пехчево се изработи физибилити студијата, се изработи основниот проект, главниот проект е при крај и сега веднаш по изборите ќе започнат постапките за изнаоѓање изведувач за градба, за да може и тука, во овој крај, да доаѓаат дел од оние што сакаат да инвестираат во слободни економски зони. Драги пријатели, предвидуваме набавка на 300.000 таблет компјутери со тастатура за младите во училиштата, за секој ученик. Предвидуваме воведување на нови генерации на лекови на позитивната листа, со што на пациентите ќе им се овозможи пристап до нови и современи лекови. Пензионерите секоја година ќе имаат зголемување, секоја година по 5%. За само 4 години 21,5% зголемување на пензиите на пензионерите. Исто така, и за примателите на социјална помош, но и за вработените во јавната администрација и државната администрација. Секоја година ќе има зголемување по 5%, за само 4 години 21,5% зголемување и на социјалната помош и на платите во јавниот сектор. Тоа го правевме и во време на тешка криза, сега кога таа го губи здивот, верувам дека уште поуспешно ќе го правиме. Ветуваме програма за доделување на 850 хектари земјоделско земјиште на социјално необезбедени лица. Ветуваме проект за продолжување на проект за условен паричен надоместок во висина од 12.000 денари годишно за оние кои што примаат социјална помош, а нивните деца одат во училиште. Во насока на развој на планинскиот туризам, во новата програма предвидуваме уредување и обележување на 184 планински патики на територијата на цела Македонија, што ќе збогати туристичката понуда за љубителите на овој вид на туризам. Како што бевме посветени да помогнеме на Берово со многу работи, ќе останеме во иднина. Во минатиот период се реконструираше регионалниот пат Превалец-Мојмирово во вкупна должина од над 13 километри и инвестицијска вредност од околу 2 милиони евра. Реконструирани се 6 улици во централното градско подрачје во Берово, со што целосно е променет ликот на Берово. Има разлика, ќе се согласите, така? Реконструиран е локалниот пат од Русиново до Владимирово во должина од 3 километри. Реконструиран е локалниот патен правец од Гердови Воденици до населеното место Русиново. Реконструиран е патниот правец од местноста Вика на 3 реки до населеното место Ратево. Со проектот Рурален доктор, здравствена заштита во своето место на живење добиваат жителите на 7 населени места, и тоа Ратево, Владимирово, Смојмирово, Мачево, Митришанци, Будинарци и Копаница. Се изгради зграда овде во Берово со 50 станови наменети за приматели на социјална помош и други ранливи категории на граѓани. Извршена е доградба на и повеќе зафати за реконструкција на основното училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово. Изградено е и фудбалско игралиште Димитар Беровски. Изградена е спортската сала Македонски бранители
во Берово, во склоп на Општинското средно училиште Асо Русковски. За подобра рекреација на сите млади, но и повозрастни, го изградивме и повеќе наменското спортско игралиште во Смојмирово. Во Берово е поставен и унифициран репрезентативен маломонтежен објект за продажба на сувенири и културна и туристичка понуда на Македонија. Изграден е плоштадот во Будинарци, како и неколку улици во Русиново и Смојмирово и многу други проекти. И на тој начин ќе продолжиме и понатаму, нема да застанеме тука. Сите ги има во нашиот отчет и можете да ги видите. Но ќе се продолжи со работа, ќе се продолжи со проекти, ќе се продолжи да се прават многу работи и во Берово, освен слободната економска зона, во која што се надеваме брзо да убедиме некој инвеститор да дојде таму да инвестира. Ветуваме и изградба на ски патека, ски лифт, линиска инфраструктура и топови за вештачко заснежување во близина на Беровско езеро и детското одморалиште. Ова скијалиште ќе овозможи дополнителна туристичка понуда во Берово и развој на ски школи во Берово. Веќе проектот го превзема една од државните компании, дојдоа, пратија луѓе, се работи на проектот и се надевам многу брзо, се надевам уште оваа година ќе почне изработката на ова што го спомнав. Предвидуваме формирање на туристичка развојна зона во Берово, во која активно ќе бараме приватни инвеститори кои ќе изградат дополнителни туристички капацитети, со што ќе се подобри туристичката понуда и ќе се отворат нови работни места. Ветуваме финансирање на изработка на детална урбанистичка планска документација за населените места Русиново, Владимирово, Двориште и Ратево. Предвидуваме реконструкција на патниот правец помеѓу Берово и населеното место Абланица. Предвидуваме реконструкција на патниот правец помеѓу населените места Студенец и Двориште. Предвидуваме изградба на игралиште со вештачка трева во Берово. Ветуваме изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во Берово. Предвидуваме и градба, проширување и рехабилитација на постојната канализацијска мрежа за градот Берово, проект кој би почнал да се реализира од 2017. Планираме и санација и реконструкција на постојната пречистителна станица за третман на отпадни води во Берово и голем број на други проекти кои што можете да ги најдете во оваа програма наречена Проверено, со 2046 проекти. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е коалицијата за подобра Македонија. Така ние работиме, заеднички, тимски. Ние во владата, председателот Ѓорги Иванов, пратениците во парламентот, градоначалникот или градоначалниците на секаде, во комуникација со народот, слушајќи ги неговите идеи, неговите проблеми, барајќи решенија, правејќи мерки, правејќи дела, со цел да ги подобруваме работите во државата и да го подобруваме квалитетот на живење на сите граѓани.